Јавна дискусија за историјата на Битола како космополитски град и значењето на волонтирањето како алатка за помирување и градење мир во заедниците, одржа денеска Младинскиот културен центар од Битола. Ова активност е дел од неделата на граѓански организации, поддржана од проектот за граѓанско учество на УСАИД, серија од настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации пред пошироката јавност. Денешната јавна дискусија во културниот центар Магаза е дел од меѓународниот волонтерски камп за справување со минатото, во рамките на кој што партнери од Германија, од Израел и од Македонија, вклучително Младинскиот културен центар, го реализираат овој волонтерски камп со учество на волонтери од Германија, Косово и Македонија. Тоа е уште една извонредна можност и Младинскиот културен центар како национален волонтерски центар да реализира уште еден камп во кој што и со кој што и градот Битола, но и ние како граѓанска организација покажуваме и потврдуваме дека само преку почитување на минатото се гради иднината. Настанот е дел од програмата на меѓународниот младински камп за справување со минатото кој што се одржува во Битола од 10 до 19 септември 2017 година во рамките на партнерскиот проект меѓу Форум Цивил Пис Сервис МКЦ Битола, Фонд за Холокауст за евреите од Македонија, Пакс Кристи Ачен и партнерството за идеи. Интересот е на задоволително ниво, особено со вакви меѓународни проекти, меѓународни активности, сепак мора да се нагласи дека е добро во вакви настани да се вклучи и нашите училишта, и нашите деца, и нашиот образовен систем во целина гледано, затоа што се чини дека релативно малку имат познавања, особено за нашиот град, за историјата локална. И мислам дека е добро да ја развиват таа соработка и со институциите од културата во нашиот град и со научните институции. Значи, зборувам пред се за основното и средното образование. Денешната дискусија е поврзана со граѓанските активистички организации во Битола, а настанот е поддржан од УСАИД. И денес ќе продолжиме да го чествуваме ова нивно работење на младите невладини, да речам, граѓански организации, а исто така и понатаму ќе следиме нивната работа и нивниот успех. На меѓународниот младински камп за справување со минатото има 21 волонтер кои работат со 5 обучувачи. Пред да дојдам, она што го знаев беше само она што го видов од Википедија, тоа што го имав прочитано, но како дојдов, така се повеќе моите пријатели, со оние со кои што соработував, ме инволвира, прошетавме низ Битола, научив нешто повеќе за историјата, бивме во Скопје во музеот, многу беше добро да се научи за евреите и за инволвираноста на евреите, како живееле тие и во минатото, колку има сега, што работат, како работат и така натаму. Јавната дискусија е дел од неделата на граѓански организации поддржана од проектот за граѓанско учество на УСАИД. Настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации пред пошироката јавност, организирани во периодот од 11 до 17 септември низ Република Македонија.